представам, јас сум Бојан Велевски за тие што не ме знаат, а за тие што ме знаат исто така, браво. Исто така Бојан Велевски. Иначе, као хоби се бавам со глума стендап, а по професија сум баксус. Зашо сум баксус? Татко ми многу сакал да има керка. Че тоа е уште пред да се родиш си баксус, брат. Татко ми многу сакал да има керка, ева керката пред вас. Малце со брадичка, некои ситни израстоци. Колку да се знае. И сум требал да се викам Тања. Едно велелепно име. Има ли некоја Тања тука? И да има. Финтата е да се појави една па да заебаваме пола сат, ме разбираш, ама окей. Добро, окей. И сум требал да се викам Тања. Немам ја ништо против името Тања, али, например, не знам, некако не ми стои Тања, разбираш, некако поише би се израдувал на Светле, например. Отколку на Тања. Не знам дали има некоја Светле тука. Светле! Ако звучи. Така, Светле! Друго е. Ако е Тања, е онака без везе. Тања. Свееш. Сега татко ми многу сакал да има керка, да се вика Тања, нели? Сва среќа не е, што вика Душтип, не е испаднало. И татко ми се вика Зоран Велевски, а на времето у Југославија, тука немаме толку повозрасна публика, не гледам вака, мислам дека немаме, на времето нашите мајки татковци да знаете, значи они го знаат балетано Зоран Велевски. Значи имало балетан на времето кој што е тука негде со татко ми у тоа годиште. И балетано Зоран Велевски тоа време бил многу популарен дечко, кој што бил, да речеме така, играл балет, нели? И бил играл и за Јованка Брос Тито, тука бил пред Јованка. Значи, како да кажеме сега, например, тука да е Јованка, така е тренав тебе со бркој. Ева вези. Тука да е Јованка, Јованка, здраво. Еве, јас сум сега балетано. Ти сега, значи, тука ти си Јованка. Значи, толку бил популарен што тука бил со Јованка, ме разбираш? Значи, биле на ти, како да речам, да ме свадиш погрешно. После ќе се видиме. Јас сум женет човек, ретко клецам така. Чекај, детето ми има 4,5 години, задњи пат сум клецал пред 5 и нешто години. Така да... Да, ќе се видиме. Може и тројка, брат, не ми смета. Може ми само да гледам, не е фрка. Да се дешава нешто. И сега татко ми многу сакал да има керка, овој Зоран Велевски, се дешава што се дешава. Ја и керката на балетано Зоран Велевски сме родени во исти ден на гинекологија у Чаир у 9 сат се балет и она е околу 10:30. Значи сме 2 сата разлика. И нормално во тоа време овој нели балетано Зоран Велевски многу популарен, го имало по сите вестници, радио станици, мадио, по сегде го имало, не е битно. И на татко ми Зоран Велевски работи у железница, разбираш, не битен е. И што се дешава? Звонат на телефон у железница, господине Велевски пита, што, тука со бериња, тука, па, иначе татко ми работел кај татко му. Као Мицко и Заев, исто тоа е. А мајка ми работела кај татко и. Исти сме, само што не сме милионери, нема везе. И звониње у железница, татко ми доаѓа туку влага, доаѓа на гинекологија, Чаир, здраво, добре, више направен пепел, не знае дали е мушко, дали е женско, више се направил пепел, брат, со 100 кечот. Здраво, добре, ја в рецепција таму у тоа приемно оделение, здраво. Зоре, сопруга Велевска, нормално. Се качуваат нагоре, иде тука, вика, вие сте Зоран Велевски. Да, ја Зоран Велевски. А не бевте малце поубав. Нема везе, иначе сум исто така и внук на Драган Вучич. Тоа е исто дел од баксосот, нели? Малце црн хумор се, ајде, се не смет своја, ова е на своја сметка. И сега Драган Вучич исто бил присутен кога сум се родил ја, пошто ми бил Војко, нели? И Драган Вучич, Мартин Вучич има 3 години, вади заби се, дере се мрсулови урла, има и бронхит у тоа време, така да и он бил тука присутен. И се качуваат нагоре тамо, вика тука плех оркестри, мер оркестри се качува. Едниот дедо работи у Житолукс, едниот дедо работи у вакво како се вика у железница. Едниот дедо што работи у Житолукс, пошто нели му се родило внуче, нели? Тука бурек за сите. Уствари, најболje да не ви покажем, пошто како викаат, една слика збори поише од 1000 зборови. Само што ја немам ваква звездичка позади. Да продолжам со приказнава. Значи,
Кој еднаш ке тргнеш по доктори, нема одвикнување. Еднаш ако се навикнеш на бело, одвикнување, амин. Па се смееш ти таму горе. Ова за белова, у депо на МВР да не работиш. Како пеа тамо? Бело, бело, шмрка мрва цело. Не се. Одењето по доктори ви е као социјална мрежа. Као Фейсбук. Секојаш си обкружен со луѓе и сите се нездрави. Чекаш ред пред матичен, се дружиш со луѓе. Чекаш ред пред специјалист, се дружиш со луѓе. Чекаш ред на рентген, се дружиш со луѓе. Чекаш ред у аптека, се дружиш со луѓе. Сите не мора да ги прифатиш за пријатели, али затоа они тебе те прифаќаат. Пошто, како викаат, секој пациент има потреба да ти се пожали, да ти препорача лекче, чајче, терапија. И сите тие ти дишат у фаца и те бомбардираат со илјадници, вируси, бактерии, ехинококи, стрептококи, дулеикоки. Абе, се што сакаш. После, исто као на Фейсбук си имаш профил. Али профил на болести што реално ги имаш и профил на болести што мислиш дека ги имаш. Али и за двете секако си взимаш терапија за секој случај. После твоето лице, исто така ти е као Фейсбук. Као книга од која што лесно може да се прочита болеста, али ако има некој што знае да ја прочита. Така, например, ја пред некој ден бев на доктор и он ми прочита од моево лице дека сум анемичен и ми препиша железо. А немаше појма дека јас живеам у железара и дека железо примам секојдневно преку инхалација, која Минчо ќе ги пушти тоа од џаците у промет. Али ај сега да оставам респираторни проблеми на плуќа, да се навратам на газот. Поточно на моите хемороиди. Се будам ја еден ден така са бајле, шо да видам под мене тоа чаршав од крв. Пробуричкав да не најдам некоја коњска глава као кум еден. Шо му знаеш, си викам, банкиве со коњскава глава да не сакаат да ме подседат дека им дужам пари. Пошто банкиви не се ништо друго освен рекетари и лихвари. Али пошто не најдов, нели, коњска глава, видов дека крвта ми лие, што би рекла таа од куратица, директ од газов. А газот ме боли, што би рекле прилепчани, ебаго си го наебал. Ебаго си го наебал. Ова е многу добар слоган за секоја кампања у Прилепско. Еве да кажеме, на билбордо пиши: ако земиш мито, ебаго си го наебал. Ако речиш дека лидеро нема појма, ебаго си го наебал. Ако го чепниш негојот братучет, ебаго си го наебал. Хајде да не јадам ја гомна ебаго, ја да не го наебам, да си се вратам ја на газот. Значи се будам, гледам крв, одам право у веце, шо да видам? Хорор. А гзот црвен као кај оние бабунине у зоолошка. Се исплаши, вика морам на лекар. Ама не смеам да идам кај матичнава. Еднаш и бев со ешерихија коли у грло, ако ја отидам сега со дефектен газ, а газот нели е познат као родно место на ешерихија коли, може свашта да посумља. И шо да ја кажам бе, ало, ме боли газот, ми тече крв, знам шо ќе ми каже, иди одма у тие специјалистичките клиники, може е нешто опасно. И право да ви кажам, многу се исплашив, абе, шо се вика, на човек ауспух на кола ќе му затропа, па ќе се исплаши, а камоли газот да му тропа. Ја правец со една од оние приватни клиники што се викаат Свети овој, Свети оној. Влагам внатре и тамо гледам напишано со големи букви: добре дојдовте во Свети овој. Си викам, шо е ова бе? Болница или Охридска архиепископија? Као да сакаа да ти кажат: слушај шефе, ако овој светецов не ти помогне, ние ич. Ние сме ти овде само за фискална, така да свети у рацете на овој баткава од иконава. Шо да се прави? Таков е бизнисот, не можеме да преземеме одговорност. А ако се излечиш, ќе кажеш браво, лекариве беа стручни. А ако не се излечиш, ќе речеш добро сеа, Божја работа, светецот така сакаше. Се беше во негови раце, ама ете не успеа.
И ја така додека го гледам нели светецов на иконава ми текнуе како се вика болниците пред 30-40 години во таа старата држава. Имаше на пример една болница се викаше Воено-медицинска академија у Београду. ВМА. Бе, кога ќе чуе болеста незиното име, одма ќе избега од тебе. Пази, имаш воена, што значи војска, моќ, тенкови, авиони. Имаш медицинска, што значи знаење, наука, точно диагностицирање, апарати, технологија. И што е најважно, имаш академија, што значи си имаш работа со академици. Али некои вие нашиве што те прскаат со мочка против уроци. Него имаш работа со београдски академици, бе. Тоа беа болници, а не овие нашиве вади се на светецот. Едно, две светецот. А тој светецот јунака цел живот го поминал во испосништво, ни вода пиел, ни леп јадел, па кој ќе му нагрнат еден куп пациенти, нормално не може да искочи на крај со нив. А баш ке овие нашиве доктори, бе. Побрзо ќе ги најдеш у Солун, како со шопинг им се одмаздуваат нова грциве за името, отколку ќе ги најдеш што ќе ги најдеш на клиника. И ја така седам си размислувам и си викам, чекај бе, ние можеме да смислиме, имаме подобри имиња за болници од овие светциве, бе. Еве да кажеме, зашо некој од болниците не си ја крстиме народен херој Васил Антевски Дрен? Застанеш пред болницава и си речеш, болен влегуем, Здравко Дрен излегуем. Или ич не излегуем. Мислам, ако ми се уарни смештеот со сестриве тамо внатре. И така пун себе влагаш кај докторов. Али ја не влегов пун себе која влегов кај овој мојот доктор. Зашо веќе имав искрварено пола литар и ќе искрварев цел да немав бутнато од онаа екстра сензитив со 4 крилца. Абе, алал да ви не значи на вас жениве како успевате да одите со тоа бутнато позади. Добро вечер, Скопје. Јас сум Јован од Охрид. Ако сум од Охрид, не сум од тие клетите охријани. Дајте малце ентузијазам, ајде, дајте аплауз за сите. Скопје Комеди Фестивал. Не сум од оние што нудат смештај, а како се цени во идени поскапени, мислам дека нема појќе да нудиме охријани смештај, ќе бараме сега смештај. Нема да слушните смештај, требит, сега ќе слушните ми требит смештај, те молам. Кај било, не мора центар Драчево, шо било, кај било таму да се појд. Се не знам зашто мислат колку се цениве поскапени, секогаш за Охрид демек најскап град. Сега можитко мотно да се каже дека Охрид најскап град. Значи за се напиеш кафе и сок покрај кеј, требит кај лихвар да се заборчиш. Да, буквално, значи тама кафе турско и сокот тони на растворање ефтинине. Ако сакаш нешто ладно макијато и Кока-кола зеро, пример, појма неам, тогаш требит бубрего да го оставиш под хипотека, све кредит да си крениш и 15 минути уживај покрај кеј, мислам, гледај да поуживаш, зашто најверојатно последно ќе ти е то кафе во животот. Така што опушти се. И сега не знам што се деша, например гледам во Скопје нешто излегува по маркетиве, некои слики по социјалниве мрежи, 2000 денари кило цреши. Аматери. Охрид пред 10 години тоа беше, кај бевте до сега? Сега под 100 евра кило цреши не можеш да најш? Зашо вие знаеш охридскава цреша, Клеопатра ја има берено. Негде љубаништа, Дурмадона и свири на харфа и пей like a virgin. Е катастрофа, зашто мислиш ти кога ќе касниш од оваа црешава, соко в уста што ти влегви, го име праено ко коктел 10 божици пресвети кои сосеќаш ко на Клеопатра невиноста да ја имаш земено. Значи до толку е работава, преако е. А сега пред некој време со другари бевме до Битола и седвиме во еден кафич. И идат келнеров и никат, дечки, да знајте, од пред некое време цениве поскапеа, да не се изненадите. Му викам, брат, од Охрид сме, мислам, колку ќе се изненадиме. Не, викат, јас да ви кажам, да не речите после нешто многу скапи. Добро, му викам, носи ценовников, гледаме, еспресо 5, макијато 60, седен сок 70, да му викам, брат, да се изненадивме, реално, ама колку беше ефтино. Му викам, со стандардот во Охрид, колку што трошиме, реално можам цело мени да ти го нарачам, пола од кафичов да ти купам, бакшиш да ти остави пак поевтино да си поминам, отколку Охрид покрај кеј. Катастрофа е, значи до толку е работава. Иначе, ако ви изгледа малце како потресен така вечерва, тоа е затоа што идав од Охрид, по фамозниот автопат, обид за автопат, се извинувам, Охрид Кичево,
Да, автопатов го прави толку долго што во исто време, значи кога ќе го пуштат во употреба, во исто време и за музеј ќе го прогласат. Толку години го прават. Се булдожер тој што возите внукот на та првата генерација што почнале да го прават. Знаеш, ко не била ни фирма тогаш. Тоа нешто невладина организација, здружение на граѓани ги нашле дебарца, рестрико елате овде дупкиве да ги попалниме, овие од Велме, ајде, ко на искусни овде дупкиве да ги попалне, толку е. Германци во Втора светска војна, ко Минско поле го имат користено, имат речено, стај го ким се најдно, овие глупи, се за автопат ќе го користат. Катастрофа, не знам, онде сигурно и не знам дали имате заприметено кој кјошко со бранчиња е некоја, веќе вака се движиш. Сигурно Јордан Плевнеш идејно решение има давано, нешто за уметнички дојам да имат. Тоа е затоа кога ќе се движиш на кај Охрид, да го почувствуваш разбранетото езеро на асфалтот. Охрид Кичево. Добро, тоа е кога ќе на кај Охрид, знаеш дека езеро имат, разбирам, а кога ќе од Охрид на кај Кичево, па тогаш едноставно ќе кажете кичевска работа, тоа е. Кичевска работа ти е единица мерка за нешто што не чинит во државава. Зашо сааш кажи, масава кичевска е, не чинит, тргнете, а толку е. Така се онакве.